Конечно се преземаат активности за менување на сегашната грда слика од пристапот до главниот и споредниот влез на основното училиште Никола Карев. Општина Кочани планира да потроши над 420.000 денари, со кои треба да се реконструира сегашната пешачка патека од северната страна во должина од околу 100 метри. Според техничкиот проект, наместо сегашната камена коцка поставена пред повеќе од 4 децении, на пристапната патека ќе се вградат бехатон плочки и ќе се направи дополнително уредување на незината околина. Освен до новоизградениот влез во училиштето, патеката ќе продолжи и до стариот, при што ќе се обезбеди пристап до постојните скали. Ваквиот зафат се најавуваше од поодамна, односно од периодот кога започна реконструкцијата на фасадата и изградбата на влезот. Општина Кочани веќе распиша јавен тендер за избор на изведувач на градежните работи, пошто се очекува проектот да се реализира во текот на првото полугодие од оваа учебна година. Инаку и понатаму останува нерешено прашањето околу изградбата и уредувањето на соодветен паркинг простор за потребите на вработените во училиштето и на останатите институции што гравитираат во овој реон. Пред неколку месеци ваквата потреба беше изнесена и на пресконференција, на која беше речено дека имотно-правните односи за целиот простор на училишниот двор се одамна расчистени и тој е во државна сопственост. Според деталниот урбанистички план, Никола Карев има градежна маркица, но за сега нема информации зошто не се реализира вцртаниот паркинг простор на западната страна од училиштето. Според планот, таму би можеле да се паркираат 60 возила, но просторот е обраснат со трева и грмушки, а на средината се наоѓа стара запуштена куќа.